Добар ден и од мене. Во денешното издание на магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма ќе зборуваме за исхраната на бебињата и децата. Ќе појасниме зошто е препорачливо во кашичките на бебињата после 10-тиот или 11-тиот месец и на детското мени редовно да воведувате лук, кромит и прас. За сето ова и многу повеќе подетално од денешната гостинка Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Добре ни дојдовте, Надица, повторно во емисијата. Добро ве најдов, со големо задоволство како и секогаш. Кромидот наоѓа бројни примени во народната медицина, особено во борбата против настинките и упорната кашлица кај децата, но многу е важно редовно и исто така децата да го конзумираат. Какви се бенефитите од кромидот? Каква е неговата хранлива вредност? Всушност и кромидот, и лукот, и празот спаѓаат во оние 100 најздрави намирници на светот, кои што веќе 10 години не се симнуваат од таа листа, некои се одземаат, некои се додаваат, но она што е важно е како во денешно време да ги заборавивме овие намирници, кои што традицијата ги негувала, денес пак науката ги потврди нивните здравствени бенефити и како повеќе да во исхраната на децата се трудиме да внесеме од она кое што брокулата дојде на едно многу високо ниво застапеност, авокадото, па се плашам дека ги подзаборавивме овие едноставни, економски оправдани и многу здрави намирници, како што се кромидот, лукот и празот. Оно што е интересно е дека всушност тие, освен што се со голема нутритивна густина, значи на мало количество од намирницата имаме големо прехранбено богатство. Интересно е што спаѓаат во категорија на биоактивна храна, што значи дека освен основните нутриенти кои што ги содржат и други хемиски соединенија кои додатно се благотворни за здравието. Исто така, многу важен дел е воведувањето на токму овие намирници кај децата, од проста причина што ние ги навикнуваме на пробување на вкусови. Навремено треба децата да ги прифатат. Навремено треба децата да ги воведеме, да ги запознаеме со овие специфични вкусови, кои што впрочем даваат дополнителен вкус на секое јадење во речиси сите кујни на светот. И не би требало да ги изоставиме и од исхраната кај децата. Да почнеме поред. Прво за кромидот беше прашањето. Да, народната медицина има голема традиција. Многу популарно е да се користи кромидот каде што треба да се делува на смирување на слузниците, на носот, на дишните патишта, бидејќи и аромата, која што не е пријатна, но и одредени слузни материи кои што ги има кромидот, поволно делуваат за чистење на слузда, па се користат и во таа намина. Меѓутоа, она што сакам да го нагласам е дека сите овие три намирници имаат во себе сулфурни соединенија, кои што ги немаме во речиси, значи сулфурните соединенија ги имаме во големо количество плюс во брокулата, во зелката, меѓутоа во овие три намирници се навистина многу концентрирани. Така да со многу мали количини можеме да постигнеме здравствен ефект. Кај кромидот морам да кажам дека по таблица може веќе како зачин и после 8-миот месец да се воведува, меѓутоа тогаш термички обработен, со тоа што додоколку имаме време ќе објасниме зошто е важен начинот на термичка обработка. И нагласено кај бебињата многу добро термички да се обработи. Точно ли е тоа дека треба многу да се вари? Не е точно дека треба многу долго да се вари. 7 до 10 минути е онаа граница каде што всушност ги задржува сулфурните соединенија и тоа е доволно за да се омекнат билните влакна кои што ги има во кромидот и да не делуваат на стварање на гасови кај малите деца. А во првите месеци по воведувањето доволно е да бидат термички обработени 7 до 10 минути со другиот зеленчук, голем дел од фитонутриентите растворливи во вода ќе преидат во водата, значи во кашичката, во чорбичката, значи, и на тој начин, да, нема да се изгубат, на тој начин многу постепено ќе бидат воведени и во како арома
и со сензорните карактеристики, а веќе од 10-11 месец слободно може мал дел да се додава и во кашичките. Кај празот е малку поинаква ситуацијата, од проста причина што тој има во себе оксалати, што значи дека свеж би требало да се почека понатаму, меѓутоа термички обработен, во прво време да се извади од крајниот оброк, а после месец и пол може да се изблендира, да се исецка и така натаму, значи и да се дава Кај сите три, освен богатството на минерали, кое што е многу специфично, бидејќи содржи селен, а селенот како кофактор, како коензим, влегува во многу метаболички функции, треба да ги користиме од проста причина што има доволна количина на селен во мало количество на намирница за да помогне во одржување на антиоксидативниот статус. И има состојки кои што помагаат, посебно кај децата, да организмот го подобри својот антиоксидативен капацитет, односно оној личен, само ние што го правиме луѓето, така наречен глутатион естрансфераза антиоксиданс, значи ги зголемува капацитетите на антиоксидативната моќ на организмот. Интересно е да има доста витамин К, и трите имаат доста витамин К, што помага калциумот да биде подобро искористен. Солидно количество на B6, солидни количества на С витамин, на калциум, манган, бакар, исто така како антианемици. И сакам да споменам и неколку соединенија кои што се комплементи на витаминот B12. Па мало додавање на овие намирници ќе помогнат од растително, значи од сите други кои што се, значи намирници и од месото во месните кашички, подобро да се искористи B12 кој што го има, значи во месото и во други некои намирници. Што е многу важно да внимаваме. Суштината во целата приказка се сулфурните соединенија. Така, тие некогаш може да направат всушност и проблем со стомакот кај одредени лица и да не може да ги конзумираат лукот, кромидот и празот. Всушност, освен лукот кој што може да се случи да појави некој вид на алергија, празот и кромидот се хипоалергени намирници, единствено е што може да направат гасови. Меѓутоа, како науката и тоа да го поби, па сега имаме препораки на мајките што дојат. Така, тука има промена. Да, има промена да конзумираат лук, затоа што науката докажа дека го зголемуваат апетитот кај доенчињата, доколку лукот се конзумира 1 час пред доењето, доенчињата конзумираат околу 10% повеќе млеко отколку кога мајката не конзумирала лук, така да и тие некои, ајде да кажам, традиционални предрасуди се веќе науката ги поби. Интересно е како да го направиме овие три намирници кои што треба да ги воведуваме термички обработени, потрајни. Прво мораме да ги скршиме клетките, односно ситно да ги исецкаме или најдобро да ги згмечиме. Да одстојат 5 до 7, најмногу 10 минути. Како би можеле одредени соединенија, кај лукот е, например, алининот, со пукањето на клетките, да го активираме ензимот алиназа, кој што ќе направи конверзија на алининот во познатиот алицин. Во таква состојба, термичката обработка го прави алицинот постабилен. Значи, продолжено можеме термички да го обработуваме и тоа се препорачува за сите, но посебно за децата имајќи во предвид дека ние возрастните со жвакањето исто можеме да го постигнеме тој ефект, меѓутоа малите деца не се толку добри во жвакањето, па треба да се потрудиме. За сите три намирници важи истото. Значи, да направиме алицинот и другите сулфурни соединенија, кај кромидот, например, па алил има соединение кој што се активира и прави други хемиски соединенија кои што се многу добри,
и ќе ги направиме термички стабилни со тоа што претходно ситно ќе ги исецкаме, најдобро е да ги изгмечиме, да ги оставиме 5, 7, 10 минути кај сите 3, па потоа термички да ги обработуваме. Така. А што се однесува до хранливите материи, дали е точно дека кај кромидот се концентрирани веднаш под лушпата и дека со лупењето на кромидот најчесто ние ги фрламе тие слоеви? Дали треба да се внимава и како се лупи кромидот? Точно е дека да, нешто поголемо, меѓутоа кога станува збор за исхраната на најмладите, мораме да кажеме дека во горните слоеви има повеќе концентрација на нерастворливи билни влакна, кои што се потешки за дигестија. И доколку тоа правило на тенко лупење би важело за нас, морам да нагласам дека не важи за децата, бидејќи лушпата има нерастворливи билни влакна кои што ќе ја отежнат дигестијата. Но тоа го немаме кај младите. Значи кај младото лукче, кај младиот кромит. Дали е нутритивната вредност различна на младото лукче, кромитче и старите главици? Различна. Различна е во корист на младите изданоци. Морам да кажам дека кога веќе родителите ќе се одлучат за воведување на свеж кромит, најдобро е, еве ова е сега време кога излегува, да почнат со свежа намирница млад кромит. И кај лукот, но најнагласено е кај празот и кај кромидот, младите производи речиси 3 пати имаат повеќе, значи витамин К, речиси 2 пати повеќе имаат витамин С, и она што препорачувам младите мајки да не го фрлаат се зелените перца, каде што има многу стабилен хлорофил. Што значи дека да не се избегнува зелениот дел од младиот лук, од младиот кромит. Тие сметат најчесто дека коренестиот дел е најбогат со хранливи материи, зелените изданоци се фрлаат најчесто. Зелените изданоци се изложени на сончева светлина, имаат малку, но значајно количество на витамини растворливи во масти, витаминот е тука присутен, и го имаат она што всушност е многу неопходно, а тоа е хлорофилот. Дури постојат научни истражувања кои се правени во Русија, кои што докажаа дека доколку кај младиот кромит заедно се конзумира зелениот со коренестиот дел, ја олеснува дигестијата, бидејќи хлорофилот по суштина е добар дигестив и чистач на дигестивниот тракт. Морам да кажам дека неправедно се одбегнуваат, не влијаат многу на дигестијата, но пак затоа многу влијаат во подобрување на цревната флора кај децата, и затоа навистина треба многу да се користат. А дали може да се исецка, да речеме младо лукче кромитче, да се исчисти, да се исецка и да се замрзне за периодот кога родителите ќе почнат да ги воведуваат овие намирници, доколку еве се не е вистинскиот момент, дали се губат хранливите состојки со замрзнувањето? Сушност термичката обработка и стоењето во фрижидер многу повеќе го оштетува нутритивниот состав отколку замрзнувањето и сушењето. Тоа го кажувам затоа што имаме квалитетен сушен лук на пазарот, може слободно да се додава сушениот лук, тука веќе можеме да влијаеме, а сушениот лук исто така. Исто важи правилото како за термичката обработка. Да го разбудиме алицинот и другите сулфурни соединенија пред да ги замрзнеме, значи може да се направи паста од кромит, паста од лук, паста од прас, да се додаде лимон како конзерванс, за да не дојде до оксидација, и сето тоа со многу малку, значи солка е по возрастните деца, и сето тоа да се замрзне, и тоа може да се користи. Речиси 85% од нутритивните карактеристики се задржуваат. Одлични совети и препораки, Надица. Ајде да им дадеме можност и на гледачите да се вклучат денеска во програми, да постават некои прашања, доколку имаат прашање секако поврзано со денешната тема, примената на лукот, кромидот и празот во исхраната кај децата. Кога одиме на пазарите да одбереме кромит или да купиме, на што треба да внимаваме? Дали е точно дека колку е поголема главицата, толку е по-нелуд кромидот, по-благ, да речем, условно речено? Всушност, сензорните карактеристики на кромидот зависат од сортата,
А тоа не можеме однапред да го знаеме, бидејќи постојат повеќе од 500 видови на сорти. Кај нас на пазарот има бел кромит, тоа е најголем, меѓутоа сакам да нагласам дека има најниски, не дека не е добар, но има најниски нутритивни карактеристики. Жолтиот кромит, тој што е лут, всушност има најмногу сулфурни соединенија и е најбогат со каротеноиди, од кои најзначаен е кверцентинот. Црвениот кромит е речиси најдобро решение, бидејќи ја има блажината, но пак има високо количество на антоцијани, црвените материи, и највисок антиоксидативен капацитет, што значи дека можеме да ги комбинираме. Меѓутоа, еве, за воведување кај малите деца, црвениот кромит речиси е најдобро решение. Да. А зошто сол за точите при сечење на кромит? Дали има некој начин за сецкање без солзи? Речиси и да не постои. Она што сакам да го нагласам е да се избегнува киснењето во вода. Тоа да, го прави кромидот благ, потоа, меѓутоа ги губи сулфурните соединенија, меѓутоа треба да го изладиме кромидот на температура до 4 степени 30 минути во фрижидер и тогаш ќе го намалиме тоа дејство, но и не мора многу да се трудиме, бидејќи тоа се всушност конверзиите на ензимите во здравите сулфурни соединенија. Така. Кога зборуваме за кромидот, веќе на почетокот на емисијата споминавте дека има големо значење при одредени состојби како што се кашлица, астма, настинки и слично. Појаснивте отприлика која е причината што делуваат позитивно, но понекогаш родителите знаат да стават кромит покрај исечено парче кромит покрај бебе кое што има затнат нос, или пак да направат комбинација од кромит со мед како сируп. Ги препорачувате ли вие овие варијанти кај мали деца? Сето она што традиционалната медицина го препорачува е научно подкрепено, да. Значи пресечен кромит, оставен, значи почнуваат етеричните масла да се пренесуваат во воздухот, по истиот принцип на кинење, на толчење на клетките, се ослободуваат сулфурните, значи се прави конверзија и таа конверзија е сосема добра и здрава за децата. Истото може да се направи и со лук, затоа што алицинот во лукот, науката докажа дека делува антибактериски, односно има антибиотско делување кај многу бактерии кои што покажуваат резистенција кон одредени антибиотици. Интересно е дека сите овие продукти имаат имуномодулаторно дејство, што е многу важно, затоа што се повеќе се појавуваат алергиските реакции кај децата, и јас и сме зборувале на таа тема, не препорачувам јакнење на имунитетот секаде и секогаш, но имуномодулаторското дејство каде што правиме фактички не јакнеме, не супресираме, туку го модулираме природниот имунитет, се многу благотворни состојби. Во секој случај, антибактериското дејство на сите овие е значајно, но и антивирусното. Исто така се многу погодни после антибиотска терапија, бидејќи во себе кромидот, например, посебно, има доста пребиотски својства поради составот на многу гликозиди кои што делуваат во нашиот организам и како пребиотици. Може ли да се претера со конзумација на лук и кромит и да се има некој негативен ефект по тоа? Здравствен лош ефект, освен диареја и гасови, не може да се има, меѓутоа и тоа е доволен проблем кај малите деца, што значи дека треба постепено воведување и внимателно конзумирање. Но пак, морам да кажам дека кај децата над 12 месеци се одлично решение на природен начин да се средува обстипацијата, која што е многу честа во последно време кај децата. Што значи дека умереното количество нема да предизвика никаков проблем. Поголеми количества, значи зборуваме за повеќе од 60-70 грама од кромит, може да предизвика одредени типови на диареја. Најмногу во воведувањето, да ги ослободиме родителите, се предизвикуваат гасови. Така, значи гасовите се главниот проблем. Сега,
конзумацијата на лук, кромит и прас создава непријатен здив. Тоа е една од последиците, што е проблем кај тинеџерите, да речеме, тие од таа причина одбегнуваат да ги конзумираат овие продукти. Има ли начин да се избегне овој проблем? Магданосот 99% го неутрализира, значи здивот, односно мирисот и вкусот. Дури е докажано дека и во комбинација со лук го намалува дејството на мирисот, го скратува речиси за 4 пати. Чај од магданос, благ чај од магданос, бидејќи големи количини на магданос кај малите деца, тоа е голем диуретик, не се препорачуваат, меѓутоа може да се додаде, значи многу малку свеж магданос во оброкот тогаш кога треба да се побара, но не и да се претерува. Тоа повеќе важи за нас возрастните, кај децата мислам дека апсолутно не смета, подобро е да ги користат. Апсолутно не смета здивот и миризбата од овие 3 намирници. А што е со лековите? Дали понекогаш можат да засилат дејство на некој лек или пак да го неутрализираат? Имаат ли некакво такво влијание овие продукти? Овие продукти треба ли да се внимава? Овие продукти имаат влијание повеќе кај возрастната популација на лековите, кај лекови кои што се примаат, значи за хронични заболувања, од кои патат возрастните, меѓутоа кај хронични специфични заболувања кај малите деца, кај некои ретки болести, доколку се конзумираат или се даваат препорачани, значи некои лекови за разредување на крвта, треба да се внимава со лукот. Меѓутоа, пак ќе кажам, кај децата секако во количина не се претерува со лукот. Мало дете не може да изеде голема количина на лук, кое што ќе влијае, меѓутоа пак овозможуваат и едните и другите подобро искористување на антибиотската терапија со подобро одржување на цревната флора. Порано многу честа слика беше дете со младо кромиче лукче во рака, во едната рака, во другата рака парче леп. Очигледно дека почесто треба да го гледаме тоа и денес и дека на менито на детското мени, односно на трпезата, треба секогаш да се понуди и ова варијанта. Треба да се побрза со воведување на овие намирници од проста причина што морам да кажам дека го олеснуваат приемот, апсорбцијата и дигестијата на други намирници. Например, во комбинација со месо се одлична комбинација за добра дигестија на протеините од месото, во комбинација со компир, во комбинација со карфиол и во комбинација со брокула. Што значи дека овие намирници, освен сами за себе, прават многу добри комбинации. Ризото со прас, Предвкусно. да, е многу добра комбинација за деца, затоа што прави многу добра комбинација на нутриенти кои што се неопходни за правилен раст и развој. Меѓу другото се случува многу деца кои што одбиваат зеленчукови кашички, откако во нив ќе биде воведен прас, лук или кромит, да почнат да ги јадат и ги конзумираат без никаков проблем, бидејќи меѓу другото го подобруваат и вкусот, значи не е дека децата секогаш одбиваат такви несекојдневни вкусови, туку не им се понудуваат на време. Точно така, она за кој што ние го користиме лукот за да подобрим вкус, истото треба да го форсираме и кај децата. Например, доматот, термички обработен со лук, не само што го подобрува, туку ја намалува киселоста на црвениот домат и уште и се ствара едно единствено соединение ахоин, кое што има навистина огромни здравствени бенефити. Надица, ви благодарам за денешното гостување, навистина многу корисни совети и препораки до сите родители. Ми беше задоволство. Ова беше се, почитувани, во денешната емисија. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.